Јас сум Милан Богдановски, продуцент во продукцијата Aperture Productions. Моментално работиме на нашиот најнов филм На колена. Станува збор за критика на модерното општество и конкретно се обработуваат проблемите на младите за кои никој не зборува, кои не се толку обработени. Станува збор конкретно за модерна драма или може така кажеме coming of age. Конкретно се обработуваат пороците по кои одат младите, дали тоа било цигари, алкохол, дрога, коцка и сите лоши пороци кои се многу привлечни за младите во денешното општество и се многу популарни, може да кажеме. Сакаме овие проблеми да бидат повидени од страна на целото општество и на младите, но и на другите и на повозрастните, да тие да и пружат помош на младите и да им помогнат да ги решат тие проблеми кои ги имат и да покажеме дека тоа може би е лесниот пат, но не е вистинскиот пат под кој би ние би требало да одиме. Филмот беше сниман на територија на Куманово. Тука се вклучени повеќе локации, како што се напуштениот хотел Куба, еден стан во кој живее главниот лик. Снимано е во дворот на училиштето Крсти и браќа. И тоа, има уште некои локации, да не ги набројуваме сите. Кога може да очекуваме да го погледнеме филмот? Се надам дека за време на летото би можеле да го погледнеме, а за тизерот тоа се надам дека наскоро ќе може да погледаме некој вид на тизер, трейлер, односно најава на самиот филм, со некои инсерти од снимање се разбира. Финансиска поддршка сме немале, но имаме поддршка од некои фирми локални кај нас кои ни помогнале. Тука сте Фото Плюс, тие ни пружија опрема и студио за снимање на пробите и некои сцени, студио Bad Style кој се погрижи за фризурите на актерите за време на снимањето, исто така Nina Beauty Spot кој беше шминкер, односно маскер за време на снимањето. А друг вид на поддршка немаме, може да кажеме дека ние сами сме го финансирале остатокот од трошоците кои ги има еден филм. Се надеваме на тоа, но сепак ние сме и реални, знаеме колку може да постигнеме ние како аматери кои снимаме. Е наш прв филм, но се надеваме дека барем тие што ќе го погледнат, ќе го сагледаат, ќе добијат пораката што сакаме да ја пружиме кон нив. Јас сум Валентино Цветановски и јас го играм ликот Оги во филмот На колена. За мојот лик ќе кажам дека тој е тинејџер кој многу се грижи за неговиот најдобар пријател Петар и затоа тој сака да го изнесе на правиот пат и тој да се тргне од лошите навики кои ги има. На некој начин успевам да го насочам мојот најдобар другар на вистинскиот пат, но секако тој има потешкоти бидејќи тој не сакам да кажам многу за филмот, но ќе кажам само дека тој на некој начин се труди да се смени, но тоа не зависи само од мојот лик, туку зависи од останатите ликови кои се дел од филмот. Нема актерско искуство и затоа малку има потешкоти за да се приспособам за мојот лик, но тоа со тек на време помина и сега го доживев тој лик во себе, го сватив зошто е тој таков и зошто пробува да му помогне на неговиот најдобар пријател. И да, тој пробува да му помогне и јас го сватив тоа многу добро и дека тој исто така сака да го наметне на неговиот вистински пат. Јас сум Кристијан Петковски, го играм ликот на Петар, кој што воедно е главниот лик во филмот На колена. Петар се обидува да излезе од темно место во својот живот каде што е западнат, бидејќи од повеќе аспекти и повеќе причини ја изгубил вербата во самиот себе и во Господ, се свртел на кај лошите работи во животот, пороците и неговиот најдобар пријател Оги пробува да му помогне да се врати на вистинскиот пат. Во одредени делови се пронаоѓам и го доживувам ликот. Може да се каже дека беше малку потешко за да се
за да се совлада ликот, но со многу вежбање и посветеност но со многу вежбање и посветеност тоа го надминавме и мислам дека го совладав како што требаше да биде.